А во време кога културата се почесто се бори за свое место во секојдневието, денеска ќе зборуваме за еден исклучителен литературен и културен настан со децениска традиција, тоа се рациновите средби. Овој настан, кој го носи името на големиот македонски поет Кочо Рацин, веќе речиси 7 децении, е символ на книжевното творештво, диалогот меѓу генерациите и негувањето на македонскиот јазик. Ова утро имаме прекрасен соговорник со кој што секоја година ги споделуваме деталите. Добро утро за професор доктор Весна Мојсова Чепишевска. Добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добро ве најдов. Секогаш е радост и чест да се разговара со вас. Годинава Рацинови средби влегуваат во ново издание. Што е она што во оваа 2025 година ќе ги направи посебни? Па, прво самото време траење. Значи, оваа година почна во недела на 7 јуни, на 8 се извинувам, нели? И ќе траа таму се до 17 до 18. Значи 10 дена Рацинови средби на повеќе локации, со повеќе настани. Мора да кажам дека оваа година општина Велес и секако со сите оние сугестии кои што ги имаше од организациониот одбор и начело со градоначалникот на општина Велес Марко Колев. Така што се дадоа многу предлози, меѓутоа многу се усвоја од тие предлози и имаме една исклучителна програма. Така што Рациновите средби оваа година, може да кажеме во позитивна смисла, ќе боли глава од нив, од сите оние настани кои што треба да се посетат, да се видат, да се слушнат. И од тој аспект на вистина сум и среќна што можам да дадам свој вистински придонес во овие Рацинови средби 2025, а се 62 поред. Така, професорка, јас ќе ве задржам уште малку во студиото, се насмеав бидејќи веднаш преминав на разговорот, ја заборавив колешката Симона Требаше-Линковски од Скопје да ја вклучиме бидејќи се веќе подготвени, нема да ни забележите. Никако, еве како најава. Еве како најава. Ние Симона, се извинувам се, замоабетивме со професорката тука и за време на вестите и на вистина мислев дека Линковското вклучување ни е после разговорот. Вие сте подготвени на место како што и сме договорени. Најавуваме фестивалот на инклузија Infusion, официјален почеток. Ние во Македонија наутро споделувавме многу детали изминатиот период, а сега ајде да видиме што е тоа што го имаш и официјално за почеток. Да, благодарам Ване. Секако тука сме подготвени за да пренесеме една навистина многу убава информација, а тоа е дека започнува 4-то издание на фестивалот на инклузија Infusion. Односно од сега во наредните 5 дена со повеќе од 30 настани ќе има навистина многу што да се најавува во овој разговор. Тука со мене е секако Гери Трипков и Стузана Стојановска, претседател на тоа за среќа, така што ќе започнеме со фестивалот кој што официјално денеска започнува. Спомена и Ване во студио дека во Македонија наутро се најавуваше доста околу самиот фестивал, но ева што може денес официјално да ни откриете што ќе се случува во наредните 5 дена. Денес стартуваме, да, како што рече, 4-то издание на Infusion фестивалот на инклузија. Она што го правевме досега во изминатите 3 години ќе има нов лик. Најпрво правиме нова инфраструктура во културата и ја приспособуваме културните институции, носиме експерти од странство кои што би можеле да ни помогнат да ја направиме културата попристапна. Втора работа се отвараме за млади уметници, музичари, меѓутоа и уметници од ликовните уметности. Секако тука се нашите најдраги пријатели или децата. Ке имаме еден куп работилници, ке имаме музичка програма. Вечерва отвараме со перформансот на дуото Skin, кои што ни доаѓаат од Австралија и од Германија. Тоа ќе биде првата активност вечерва и потоа стартуваме со уште 4 тематски денови. Значи, како што кажав, театар, уметност, музика, гейминг, спорт. И многу повеќе. Да, повеќе од 30 или околу 30 на настани кои што навистина секој од нив заслужува внимание и всушност тоа е отсликување на тоа што го кажувате дека се дава еден сосема нов лик, има и многу новитети. Така. Па ќе може и околу тоа, еве на пример како што ќе бидат и од Сдруженијето Доза среќа дел со детска представа, меѓутоа за тоа малку подоцна. Така. Она што пробуваме да го направиме како Сдружение Equality преку фестивалот за инклузија Infusion е да овозможиме и на постоечките уметнички форми
форма во која што би вклучиле лица со попреченост. Во случајов представата која што има до засреќа со дечките е веќе оформен проект и тој ќе го видиме на фестивалот. Меѓутоа имаме, да речеме, со Театар за тебе како партнери, каде што имаме плюс уште едно лице со попреченост кој го вклучивме во представата и тоа го работевме во изминатиот период. Се со цел да овозможиме поголема вклученост на лицата од нашата заедница, но од друга страна и да ги отвориме на некој начин душите на оние кои што се културни работници, луѓето од музичката индустрија, да овозможат поголемо учество на нив, заради тоа што имаме доста голема амбиција, меѓутоа немаме можеби доволен простор или начин. Исто така музичките концерти за прв пат, иако не е тоа прв пат да го правиме, меѓутоа за прв пат ќе имаме лица и надвор од Скопје кои што исто така со попреченост. Многу малку битна информација, меѓутоа јас би сакал тоа да го потенцирам. Дечкото е Филип Николовски од Прилеп, кој што ќе ни дојде. Тој е музички уметник, така да и он ќе настапи. Буквално во секоја активност која што ја работиме, пробуваме да комбинираме луѓе кои што, да речеме, постојано работат со таа форма на уметност, меѓутоа вметнуваме и некој од нашата заедница со цел да ги отвориме можностите и да видиме дека од таа заедничка соработка има многу повеќе што да се понуди на градот и на државата. Секако се тоа да се подготви, да се вклопи, наистина е потребна многу голема жртва, секако трпение, но и многу предизвици, па забележав дека и во текот на вчерашниот ден на социјалните мрежи објавувате дел од основните информации кои што можеби се уште некој не ги знае, односно тоа е локацијата каде можеби можат да се пријават доколку сакаат, па да искористиме оваа можност и еве на самиот ден на почетокот на Infusion да се споделат тие важни информации. Така, имаме уште неколку слободни места за работилниците. Сите информации можат гледачите и луѓето од Скопје, меѓутоа не само ние, ќе имаме луѓе кои што ни доаѓаат од други градови, да ги најдат на нашите социјални мрежи, infusion.fest сме на Инстаграм, или едноставно да не најдат на социјалните мрежи, мене лично да ми пишат, да ни сконтактираат. Она што е исто така битно да се каже е дека сите настани кај нас се бесплатни, значи влезот е слободен. Вечерашниот перформанс или отварањето ќе ни биде на покани заради тоа што имаме ограничен број на места. Меѓутоа, бидејќи сме на 4 други локации, сето останато е бесплатно, нема потреба да се пријавуваат, освен за она што е, да речеме, работилници и гейминг. И секако во наредните 4 денови ги покануваме сите да ни се приклучат, затоа што мислам дека ќе создадеме нешто посебно. Секоја година се трудиме тоа да е на уште повисоко ниво и мислам дека имаме тирече 30 настани, ги преброивме се скоро речиси 50 настани во 5 дена собрани, така што кој сака добро дојде. Сигурна сум дека тоа ќе биде така како што и го замислувате, а дел од самиот фестивал на инклузија ќе бидат и детската представа Дзуница, која што ќе биде на знаковен јазик, па еве госпоѓа Сузана, вие ќе ни дадете детали околу тоа, кој се ќе учествува, каква е всушност самата порака преку вашето представување на фестивалот. Така, ние ќе земеме учество не само со представата, ќе бидеме вклучени и во базарот, затоа што имаме многу рачни изработки, и ќе гледаме да се вклучиме секаде каде што можеме. Знаеме дека нешто ќе пропуштиме, меѓутоа ќе гледаме во поголемиот дел да бидеме присутни. Самата представа е веќе играна, значи таа не е подготвена. Оние 4 представи до сега имаме направено на знаковен јазик, каде се вклучени децата со Даунов синдром, други попречености и типични дечиња кои го знаат знаковниот јазик и оние кои сакаат да го знаат. Значи ги вклучуваме сите што сакаат да се вклучат. Сите представи се со порака, нели, за инклузија, за прифаќање, сето она, нели, што нашата заедница постојано го прави на разни начини се обидува да ја испрати таа порака. Многу тешко стигнува до свеста на некои луѓе. Прво треба да поработиме на свесноста, да ја подигнеме свесноста за постоењето, за можностите на овие луѓе, еве начин како тоа што го прави Гера. И можам да кажам дека за нашата заедница овој фестивал не е фестивал, не е обичен фестивал. Јас мислам дека ќе го наречеме празник на посебните, затоа што секој секаде може да се вклучи, може да биде исполнет, може да се изрази на начин на кој што може да се изрази, да го најде местото каде што му припаѓа од сите тие активности, некаде да се пронајде, за да може да се изрази онака како што сака.
И накратко само пред тоа да окружиме разговорот, колку има важна всушност на сите деца, особено кога станува збор за детската представа која што ќе биде одиграна, колку е важно за нив тоа што имаат дел и учество на еден ваков фестивал. Па да ви кажам, веќе се премногу возбудени. Вчера имавме генералната проба, ако ја играле, нели секако представата, кога зборуваме за важноста, адреналинот веќе им е на многу високо ниво и навистина се пресреќни. Благодарам многу за денешниот разговор и денеска 11 јули ви посакувам многу среќа на почетокот на 4-тото издание на Infusion. Благодариме МТВ, поздрав до сите гледачи. Благодарам уште еднаш, тоа беше разговорот со Гера Триков и Сузана Стојановска со цел да го најавиме почетокот на фестивалот на инклузија Infusion, односно оваа година 4-то издание и ќе трае во наредните 5 дена, како што сподели и Гера најнова информација со преброени настани ќе бидат околу 50, така што секако има време може да ја посети нивната страница за да дознае какви настани има во предстојните денови. Да, Симона, благодариме за ова линковско вклучување. Јас продолжувам со разговорот во студиото со нашата професорка околу рациновите средби. Ајде малку околу историјата на манифестацијата, како настанала и што представува за македонската култура. Ова малку е пообемно прашање, но ако можеме некако да сублимираме. Па да, може да се каже во некои кратки црти, преку некои кратки црти. Кажав дека ова 62-ро издание, тоа значи дека рациновите средби почнале во далечната 1964. Знаете, во 60-тите години на минатиот век многу работи се случиле од типот на струшки вечери на поезијата, рацинови средби, меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Значи тоа биле, да речеме, години кога се појавиле манифестации кои што потоа ќе станат, како што кажавте и вие, традиција. Зошто имало потреба од рациновите средби? Значи, луѓето во таа Југославија да се сретнат и да зборуваат за делото, за творештвото, за значењето на Рацин. Во Велесе, бидејќи Рацин е велешанец, и нормално почнало со тие рацинови средби како еден вид на големи конференции на кои што се дискутирало за тоа творештво, затоа што мал број на луѓе знаат дека Рацин не се белите мугри само на Рацин, дека тоа не е само Рацин, само белите мугри, туку дека има осварено едно огромно творештво зад себе и од поезија на српско-хрватски, и од проза, и од обиди за роман, и есеистика, и публицистика, и дејност. И тоа барало на некој начин во таа 64-та да се сврти вниманието на јавноста, на културната јавност и да се каже, да се истражува кој е Рацин и какво значење има не само за тогашната македонска културна средина, туку и за пошироката југословенска култура. И од таа 1964-та, значи еве гледате континуирано 62 години рациновите средби секогаш се случуваат овдека во овој период околу јуни, бидејќи знаеме дека на 13 јуни се случува погибието на Рацин, или таа несреќна случка кога тој загинува и по тој повод ние го изгубивме како млад човек, меѓутоа остана неговото творештво и аманетот, нели, ние да го истражуваме и да испраќаме нови пораки за новите генерации. Професорке, колку е важно денес во ова дигитално време да се задржи вниманието на јавноста кон книжевноста и кон ваквите манифестации? Па, важно е затоа што и во дигиталното време вие ќе најдете на некој начин други можности во кои што ќе зборувате за Рацин. Замислете, Рацин во тоа време пишувал дописни картички на својата љубов и пишувал писма. Тој кога пишувал, ги пишувал тие работи, не мислел дека ќе бидат тие поезија, литература, книжевност, поривот негов, но на тој начин комуницирал. И тоа било некаква нов начин на пишување поезија. Не пишувал стихови за во збирка, туку и пишувал на својата сакана. Така, писма, љубовни писма. И знаете дека таквите љубовни писма ги има во сите големи литератури. Ние можеме да се пофалиме со овие љубовни писма на Рацин. А во дигиталната ера уште повеќе треба да посветиме внимание, можеби младите ќе ни дадат и некои нови своји идеи како, на кој начин да се чита Рацин, да се проучува, да се пишува во духот на Рацин, да се пишува за Рацин, Рацин да биде инспирација, нели, да се направат можеби и некои други можности преку другите уметности, преку филмот, преку ликовната уметност и така натаму. Така што мислам дека книжевноста има свое место и во оваа дигитална ера.
Почитувани гледачи, ова е патриотизам. Морам да ве пофалам. Јас на овој начин го разбирам патриотизмот. Организација на вакви настани, давање се од себе тоа да помине како што треба, афирмација на настаните, книжевност, култура, а не само да зборуваме и да се браниме. Ова е патриотизам на овој начин, затоа ви честитам на целата организација. 62 години не се малку. Дали рациновите средби вклучуваат и млади автори или активности насочени кон нова генерација творци? Секако, тога мислам дека сите манифестации така треба да се развиваат. Впрочем и претходното прашање, нели, ако сакаме да бидеме дел од дигиталната ера, младите се многу поблиски со таа дигитална ера, секако дека младите ќе бидат вклучени. Но она што кажав, се вклучуваат и преку другите уметности, затоа што рациновите средби не се само поезија или читање книжевност или за зборување и пишување за книжевноста, туку рациновите средби се на некој начин и цели перформанси, бидејќи туку учествуваат и музички групи, например на отворањето, на свеченото отворање што ќе се случи утре, ќе учествува Марко Виденовиќ и неговиот трио Мевлем. Тоа ќе биде Мелем за душа. Така е, Мелем за душа. Или на затворањето ќе учествува Васил Хаджиманов бенд. Така што ете музиката. Но, она што кажавте, младите како се вклучени, секако младите се вклучени во поетското читање, особено затоа што општина Велес има многу сенс за својата средина, од кој што потекнува. Тоа е ретка општина која што навистина дава големо внимание на своите локалци, а наши големци. Така е. Така и Рацин почнал, како локалец, а станал голем поет. Станал поет на Македонија, ама бил и поет на Југославија во тоа време. И во тој контекст, значи секојаш ги вклучуваат и основните, и средните училишта, и некои други здруженија на граѓани. И се тоа се слеваат искуствата на возрастните со полетноста, инновативноста на помладите. Така што младите секако дека треба и мора да имаат место во сите овие манифестации, без разлика колку тие траат, 62 години, но потоа преку тие нови млади, тие 62 треба да станат и 100. Така. А како сме тргнале ќе биде така? Утре свеченото отварање, каква програма не очекува годинава и каде публиката може да ги погледне деталите за да биде дел од овие средби? Има на општина Велес, на страницата на општина Велес има целата програма веќе по медиумите, и местата, каде и локациите и местата. Меѓутоа еве за утре 12 јуни ќе почне со една меѓународна научна конференција, значи не го оставаме оној научен тон што го оставил Рацин преку своето творештво. Одговорни за таа меѓународна научна конференција Институтот за македонски јазик, еве на тој начин се вклучува. Се работи за тема рациновите одблесоци врз современиот македонски јазик и современата македонска книжевност. Значи Рацин, јазикот на Рацин како инспирација за денешниот јазик и за денешната македонска книжевност. Локацијата е театарот Јордан Хаджи Константинов Джинот, значи таму ќе се случува. Потоа веќе почит за безвремениот, се положува цвеќе на вечното почивалиште. Локацијата е спомен костурницата, таму почива нашиот Рацин. И веќе потоцна во 18:30 почит пред споменикот на Рацин, за да потоа во 19 часот се почне да се отвори, значи оној свечен момент да се случи. Имаме изложба на скулпторот Ангел Коруновски. Локацијата е повторно театарот, Велешкиот театар, популарен Велешки театар, инаку го носи името на големиот драматург во тоа време, на она што го направи, што го остави Јордан Хаджи Константинов Джинот и со својата учителска, но и со својата театарска дејност. И во 20 часот е свеченото отворање, значи имаме тука настап на детскиот хор Кирил и Методи, поздравно обраќање на Марко Колев, градоначалникот на општина Велес, но тука е и беседата на што ќе за Рацин кој што ќе каже професор доктор Венко Андоновски и веќе сме тука, веќе портретот на добитникот на Рациновото признание за оваа година, портрет на тој добитник, како дошло до тоа жири комисијата да го одбере добитникот и мислам дека веќе проциркулира и добитниците и потоа имаме една изворедна, како на некој начин експлозија од емоции преку овој настап на Марко Виденовиќ и неговото трио Мевлем. Мевлем за душа, како што кажав ти вие. Јас ви благодарам за гостувањето во Македонија на утро, за тоа што ги споделивме деталите. Посакувам успешни Рацинови средби, да си
ја чуваме нашата култура на овој начин. Така е, ова е само отворање, утре на свечано, а не чека и 13 и 14 и секако на 17 кога ќе ја гледаме исклучителната представа Рацин на Велешкиот театар и мислам дека тоа ќе биде навистина една експлозија од емоции и еден убав огномет од емоции.